Како еден кондиционен тренер успева да се справи со голема група на играчи? Дали тренира, вежба и трча заедно со нив, или само аналитички ги прати своите фудбалери? Кога тие го достигнуваат својот максимум или во текот на целата сезона се апсолутно подготвени? Одговор побаравме од Михајло Костич, тренерот задолжен за физичката подготвеност на најдобрите вардарови фудбалери. У принципу направи се хомогене групе, значи по групама и онда се направи адекватни програм за сваку групу и онда се прават хомогени групи и за секоја од нив се прави адекватна програма. Така е полесно да се работи. Јас аналитички ги пратам игрите, бидејќи имаме специјални уреди кои пратат нивната работа на терен. Имаме и помошни тренери на кои им давам инструкции и тие помагаат и ги контролираат работите. Јас ги пратам и ги коригирам кога е потребно. Ние сега мораме да ја истемпираме формата најнапред за квалификацијските надпревари кои се на 12 јули. Мора да ја одржуваме формата и ако даде Бог, ќе одиме што подалеку. Би било идеално да одиме во Лигата на шампионите и Лига Европа и да одиграме што повеќе надпревари, а така е полесно да влеземе во првенството. Минатата година немавме среќа со АПЛ и кога бевме елиминирани, имаше психичко и емотивно празнење. Вардар е големо име, не само во Македонија, туку и на Балканот. Јас доаѓам од Србија, а Вардар секогаш играше во Лигата на Југославија како голем клуб. Сите играчи кои доаѓаат знаат што значи Вардар и дека клубот постојано расте и од година во година е се поголем. Така растат и амбициите, а тоа е голем мотив да се освои титулата. Јас сум тука 2 години, а тоа се 2 титули за време на мојот ангажман. Сите играчи досега дадоа нешто од себе и оставија голем белег во клубот. Не е тешко да се работи со вакви играчи. Сите тие се со голем мотив, сакаат да работат, а јас сум задоволен. Кога јас дојдов, Вардар се уште ги немаше овие одлични услови. Трениравме на помошни игралишта во блиските села и беше тешко за работа. А сега Вардар може слободно да кажам дека ги има едни од најдобрите услови на Балканот. Костич, Македонија во иднина ја гледа на некој европско првенство. Имаме потенцијал, ама ни треба време. Со клубови како Вардар, Шкенди и Работнички во кои има врвни фудбалери, шансите се големи. Потребна е работа и посветеност за сигурен успех, смета Костич.